Да, најпрвен ќе ми дозволите да изразам големо задоволство за ова што денеска тука го видов во општина Јагуновци. Имавме можност со градоначалникот на општина Јагуновци да поразговараме за тековните проекти, но и тоа што веќе е завршено, како што е овој прекрасен објект, оваа детска градинка, каде што ќе бидат практично, која што ќе биде дом на 25 дечиња од македончиња и 25 дечиња албанчиња во периодот кој што следи, тоа се децата во предшколска возраст. Убеден сум дека тука тие ќе ги стекнат првите знаења заедно со нивните воспитувачи и негователи, а потоа ќе можат понатаму да се надградуваат во текот на образовниот процес. Исто така проектот со канализацијата, асфалтирањето на улиците и останатите проекти кои што градоначалникот во својот говор дека ги кажа. Задоволството е големо кога гледате како се реализираат проектите кои што беа ветувани во кампањата. И јас само посакувам повеќе вакви објекти да се реализираат, повеќе проекти да се завршуваат. Тоа го очекуваат граѓаните во општина Јагуновци, тоа го очекуваат граѓаните во Македонија. Македонија доди напред, а не да се занимава со процеси кои што не враќаат назад во времето. И благодарам. Ако имате прашања? Господин Мицкоски, вие понудите план за надменување на економската и кризата со енергенсите. Кажете ми што би значило неприфаќањето на вашиот план? Колку тоа ќе чини државата? Да, јас ќе го сумирам се тоа кое што го понудивме изминативе 2 дена, а тоа е да го зголемиме домашното производство на електрична енергија, кое што ќе обезбеди дополнителни количини од овој ресурс за стопанството. Тие количини ќе бидат по цена најмалку 2 пати помала од таа која што е во моментот на берзите. Понатаму заштеда на минимум 300 милиони евра, пари кои што и онака ги немаме, треба да ја задолжиме државата за да ги обезбедиме овие пари. И што е најважно, обезбедување на ресурс за термоелектраната и топлана, или позната во јавноста ТЕТО Скопје, со кој што ќе обезбедиме стабилно производство на електрична енергија за домакинствата и за индустријата која што се снабдува преку Евана Хоум, но истовремено и топлина, односно затоплување на објектите и домовите на оние кои што се корисници на централното грејење во Скопје. Тоа до овој момент владата го одбива. Зошто го одбива да заштеди 300 милиони евра? Зошто одбива да има помало производство на електрична енергија домашно? Зошто одбива да имаме поголем бруто домашен производ? Зошто одбива да нема зголемување на сметките за затоплување и за струја? Тоа треба да даде одговор владата, можеби е повторно некаков тендер во прашање, можеби се повторно некакви бизнис делки во прашање, можеби се некој договори во 4 очи повторно во прашање. Одговорот на ова све зошто го одбива треба да го даде владата. Ние како ВМРО ДПМН стоиме на нашиот предлог, стоиме на позициите кои што ги предложивме, стоиме на техничкото решение кој што го предложивме. Со таа напомена дека времето одминува, 15 октомври е блиску, а според тоа што може да се очекува со температурите и порано ќе има потреба да се пушти затоплувањето во Скопје, а за жал до овој момент како што гледам се уште не е обезбеден ресурс со кој што ќе работи термоелектраната Топлана Скопје. Господин Мицкоски, како го оценувате фактот дека во град Скопје се поставени луѓе на клучни места од ДУИ како директори на некои предпријатија? Па тоа е одлука на градоначалничката Даниела Арсовска. Таа одлучила дека тоа се луѓето кои што можат соодветно да одговорат на тие позиции. Вие самите констатирате дека тоа се луѓе на предлог на Демократската унија за интеграција, ДУИ. Јас само ќе напоменам дека Демократската унија за интеграција на локалните избори минатиот октомври беше цврсто против Даниела Арсовска и беше цврсто за Петар Шилегов, кој што беше поразен од ВМРО ДПМН и од коалицијата која што ВМРО ДПМН тогаш ја предводеше. Исто така ќе напоменам дека мнозинството во Советот град Скопје го предводи ВМРО ДПМН и коалицијата. Мнозинството во управните и надзорните одбори на овие предпријатија се исто така на ВМРО ДПМН и коалицијата. Будно ќе следиме работата на новите кадровски решенија предложени од страна на Даниела Арсовска. Будно ќе следиме дали се исполнува програмата за модерно Скопје и доколку има било какво дивергирање од сето тоа, истото ќе го спречиме, жестоко ќе го критикуваме и ќе ја вратиме онаму каде што треба да работи, а тоа е програмата која што е вети пред Скопје, а тоа е за модерно Скопје.
Му понудивте на Ковачевски дуел преку пресконференција, дали добивте одговор, дали некако друго барање ќе поднесете и така? Повторно молк, немаме одговор од Ковачевски, ниту од владата за мојата понуда пред граѓаните, јавно да зборуваме, бидејќи во овој случај не е важен нити Димитар Ковачевски, нити пак сум јас важен, нити пак било кој од нас е над интересот на граѓаните и државата. И затоа понудив да излеземе јавно, транспарентно, да избере време, да избере медиум. Јас таму ќе го чекам, го повикувам и сега, еве од овде, од Јегуновце, да не дезертира, бидејќи тоа му е вообичаена пракса, изгледа во неговиот живот, да дезертира, еве да не дезертира овој пат, да излеземе и да се соочиме пред граѓаните, па граѓаните нека одлучат која говори вистината, а кој не. Вие дуел со госпоѓа Јасовска ве предизвика и она вчера на Советот на град Скопје. Мислам дека госпоѓа Јарсовска има доволен број на дуели со советниците на ВМРО ДПМН во Советот на град Скопје. Јас ценам дека како лидери на двете најголеми политички партии сме одговорни за тоа да обезбедиме тоа што им е потребно на граѓаните и на тоа ниво го повикувам господинот Ковачевски да излеземе еве пред граѓаните да дебатираме. Кога господјата Арсовска има потреба нешто да каже, јас мислам дека тоа го прави исклучително плодно на седниците на Советот на град Скопје заедно со советниците на ВМРО ДПМН, советниците од СДСМ, ДУИ, Алијанса, Левица и останатите. Мислам дека тоа е вистинското место каде што таа треба да ги манифестира своите капацитети дебатерски. Уште едно, па почнавме веќе со предизвици. Вчера господинот Изет Меджити рече дека доколку некој од опозицијата поднесе интерпелација, да, за господинот Груби, тој ќе гласа за. Дали би го прифатили овој предизвик, дали би преземале на Ковчегов, пошто и така вие сте незадоволни од ова власт? Јас на тој предизвик само ќе одговорам со контрапредизвик, а тоа е ајде сите заедно 61 да гласаме за распуштање на парламентот и додиме на предвремени парламентарни избори. Споменавте некои фирми од Швајцарија за газ и од повеќе земји. Дали имате остварено контакт со Министерството за економија за соработка и за обезбедување? Односно, дали ги доставивте тие ваши предлози до Министерството за економија? Видете, ова се сериозни работи. Ова не е писмо кое што се доставува, па некој тоа го гледа писмо и потоа постапува по тоа писмо. Јас вчера јавно, транспарентно на пресконференција побарав прием, состан. До овој момент немам одговор од владата и мислам дека како одминува времето, одговорот нема да пристигне или ако пристигне ќе биде доцна, бидејќи требаше вчера да реагираме. Толку доцниме што требаше вчера да реагираме. Ова се сериозни работи, јас сакам многу сериозно да дискутирам и да тие решенија, концепти кои што позади кои што лично стојам, сакам да ги понудам, а со преписки, со писма и така натаму, ова работа не се решава, бидејќи таквиот начин на решавање не доведе до оваа состојба во која што се наоѓаме сега. За господинот Милошевски, дали знаете околу свикување на седница за надворешни работи на Комисијата за надворешни работи поврзана со одлуки за отворен Балкан? ВМРО ДПМН спроведува активна блокада во парламентот и ние во многу наврати до сега сме кажале дека активната блокада подразбира блокирање на се, со исклучок на она кое што е во интерес на граѓаните. Тоа нема да го блокираме и ќе го поддржиме. Не го гледам интересот на граѓаните во тие иницијативи кои што се доставени таму, тоа е чиста политика, така што веднаш по формирањето на новата влада, која што ќе предводи ВМРО ДПМН, после предвремените парламентарни избори, можеме да дискутираме за тоа што е целта и намената на Отворен Балкан, па да се позиционираме, бидејќи како политичка партија немаме буквално никаква информација за тоа. Ви благодарам.